mojo srce, ljubovta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubovta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, te sakam, Gospode Isuse Hriste. Vodi me i денеска и довека. Дојди да живееш во моето срце. Исчисти се што не е од тебе, во умот, во срцево, во душава. Ти предавам се што имам. Се враќам во твоја собственост. Ти предавам се, моите мисли, чувства, желби, срце, да бидам храм на Духот Твој. Царството Божје да биде внатре во мене. Те сакам, Господе Исусе Христе, да живееш во мене. Те сакам, Исусе, слава ти, Исусе. Препушти му се. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши. Ние зборуваме за духовен леб, за духовна храна, која ние не ја знаеме, како што вели Исус. Без таа храна ти си мртов во духот, не се храниш, не слушаш или слушаш мртви слова. Ти си умртвен. Немаш дух и не можеш да разбереш. Без духот ништа не разбираш. Само духот кажува што има во духот, во човекот. Дури во длабочините Божји ти објаснува. Целата суштина е како да се насели Исус во тебе, да бидеш вистински христијанин. Не да си извршуваш некој обредчиња, да рипаш, да скакаш, да палиш, да гасиш, да клекнуваш, да стануваш со граф, со црвено јајце, да вртиш, да јадеш Господова вечера, да исцелуваш, да лекуваш, да збориш молитви, да репетираш, да исцелуваш. Спасен си еднаш за секогаш, по благодат си спасен. Секако, сите сме спасени. Еден ден сме спасени. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа. Ето тука е целиот проблем. Препушти му се. Препушти. Предај му се. Имавме една состојба со едни луѓе, на темачи прави соблазна, христијани. Мене ми е жал што ќе изгинат со цело семејство. Ти доаѓи да го земеш мечот на духот. Ми слезе едно клипче, го објаснив. Почнам да се молам за нив, да ми ја покаже силата, со која сила, на кој начин да дојдам до нив, и веднаш се промени состојбата. Добив една битка, но не знам што ќе биде понатаму. Изборот е нивни. Секој носи своја одлука, дали ќе потпишеш за сатаната, ќе му се поклониш на ликот на ѕверот. Тоа е овој свет што ти нуди разни состојби. Сатаната ти ги чита мислите. Предај му се што сакаш, ти го зема, тој те држи врзан. Остави се. Дозволи му да те превземе и да те води. Најчесто ти чекаш да дојде Исус. Да, може да дојде, како кај апостол Павле, да паднеш од конјот да ослепеш. Дали можеш да го поднесеш тоа? Затоа тој ти праќа посредник. Ти го праќа Мојсеј, Аврам, Давид, Исус, понатаму апостолите и понатаму некој посредник, може би тихо, да те придвижи, да му дозволиш, да те придвижи од телесен во духовен човек. Ти не можеш самиот да го разбереш тоа со умот. Инаку кај тебе, кој тебе те води во суштина? Кој ме води мене? Сам си се водам, сам решавам, сам сакам, имам желби, амбиции, проекции, разбирате, и секој има такви проекции. Тука се создава таа борба на суети, вавилонство, да си искачиш највисоко. Значи те води мисла, и си замислил нешто, води чувство, вакво имам предчувство, чувство, идеја имам една, знаете, и газиш се, намера имаш, поттик, што те поттикнува? Видете, тој вели, барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. Што ме води? Мисла, чувство, инстинкт. Па тоа го води, видите, животните ги води инстинкт, водени се од ангели. Што е тоа?
što te vodi? Pa to se duhovi. To je duhot na ovaj svet. I svetio duh. To je to nešto što može da te vodi, ti dava sila i nasoki, a ti misliš дека se водиш сам себе. Немаш сила. Те сакам, Господ Исусе Христе. До оној момент се водиш додека не разбереш кога ќе те фати некоја болка или нешто, дека не можеш ништо ти да промениш. Било кој дел од телото да ти е, например, во болка, во слабост, и да разбереш дека срцето што чука вака так, Исусе Христе те сакам, Исусе Христе те сакам, не можеш да направиш ти да работи, да сопре срцето. Срцето ти чука додека Духот Негов дава живот во овој спој во кој си ти, тело, душа и дух, во прво Солуњаните. Тело сме од земна кал, душа во која е вдахнат дух, лице во која е вдахнат дух, неговиот дух. Пазете, животодавен дух, дух на мирот, дух на љубовта и духот на овој свет. Тоа е вавилонство или звезда те води, хороскоп, наметнување, проектирање состојби и ситуации, ти гата тој. Има една црква, сите гатаат таму, а мислат дека се пророци. И сум неколку луѓе од таму, гледам дека се во пораз, немаат сила, не разбираат, не ги разликуваат духовите. Проектирање состојби и ситуации. Синко, керко, дозволи му да те води. Дозволи му да те води, ти не го гледаш духовниот свет. Ти не го гледаш патот, тесен е патот што води кон животот. Тоа е духовно движење, не е телесно. Не ги гледаш духовните сили и состојби. Не гледаш што има во човекот, одиш за погрешни луѓе. Се откажуваш од Исус за погрешни луѓе, без разлика дали ти се роднини, предпоставени. Не можеш сам. Царството Божјо не доаѓа забележливо. Ниту пак ќе се каже, еве овде, онде, не е во зграда, не е во објект, не е во институција, во предел. Царството Божјо е во вас внатре. Тоа значи Исус да биде внатре во моето срце со Таткото небесен во дух. Лука 17, 20, 21. Видете, кога ќе го разбереш тоа, дека самиот дух треба да му го дадеш просторот внатре на вдахнатиот дух да те оживее духовно. И тоа е тој процес што треба да најдеш жива заедница каде духот се изразува. Еве гледате, овие стихови слегуваат поуки. Духовна природа и состојба не за материјална природа. Духовна природа не ја гледаш, затоа ти е потребен водач, водич, пастир, посредник, овчар, а ти ќе бидеш овца. Состојбата е кога ќе дојде Исус, ти го дава тоа како слика, но е реално. Реално е. Треба да бидеш послушна овца која оди по пастирот. Ако затолкаш, ќе те изедат демоните, волците на овој свет. Состојба кога ќе дојде Исус, јадеа, пиеа, се женеа и се мажеа, трупаа богатство, се до оној ден, за секого има таков ден, кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот и ги погуби сите. Лука 17:27. Така живеат луѓето, да јадеме и да пиеме во Коринтијаните прво, зашто утре ќе умреме. Тоа е животот некој на стари години, доктори, професори, научници, умни луѓе. Животот тоа бил, например, некое ситно задоволство. И не гледам луѓе, например, на 90 години бараат партнери, да продолжат, да си го продолжат сексуалното, например, задоволство. Пазете го тој момент, наместо духовно да му се предадеш, да се покаеш на Исус, да ја сетиш вечната љубов која надминува секое знаење. Дава пример со Лот во Содома и Гомора. Значи, јадеа, пиеа, купува, продава, садеа, јас овде садам, зида, почна да никнува се, но во денот кога излезе Лот од Содом, падна од небото оган. Ќе дојде тој ден кога Лот ќе излезе од Содом. Кој е тој Лот, па не знам.
некој од вашите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, и ги погуби сите. 17, 28, 29. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Значи, овој свет е подложен на умирање, на промена, на поминување низ оган, камен на камен не ќе остане. Ова не е реално. Нашата вистинска природа е духовна. Доаѓањето на Исус е духовна состојба која се отвара во нас внатре, не осветува, не оздравува или не враќа, не праќа низ огнот на љубовта. Ни дава пример, вистина ви велам, кој нема да го прими Царството Божјо како дете. Пазете го тој момент. Детето е водено од родител, не оди само. Тој нема да влезе во него. Лука 18:17, значи дете. Тоа е почетната позиција. Дете, вчера имавме читање и дојдовме до тие стихови. Првата позиција е дете кој влегува во Царството Божјо, значи треба да се вратиш, да му бидеш дете, да имаш татко на небесата, тогаш си послушен, го слушаш таткото, знаеш дека ќе застанеш пред него за се. И второто е ученик, учиш. Секое возгордејување не е добро. Значи, учиш до кога? До денот кога ќе се представиш пред него и ќе полагаш етика. Како што велеше професорот Темков, етика се полага кога ќе застанеш пред Господ. Тогаш полагаш ти. И тогаш си ученик. Те сакам, Господи, се работи за однос на водство кој ме води и послушност. Татко небесен и деца на земјата. Затоа децата се оставаат да доаѓаат кај него. Нивно е Царството Божјо. Лука 18:16. Ако разбереш дека сите сме деца на небесниот татко и треба да го имаме тој однос подреден, татко кој е вечна љубов, кој го даде својот син, односно тој се даде, ја пролеа крвта на вечниот завет да не откупи по падот на сатаната, зашто не прелажа дека ќе бидеме како богови, односно сами можеме. Паднати сме во овој материјален свет кој е минлив, има рок на трајање, смртен. Изгонет од рајот е овој свет. Тоа се дрвја, билки, треви, животни и луѓе. Доаѓаш во моментот, се те отворуваш, да го избереш Господ Исус Христос, да се покаеш. И сега што те води, кој ме води? Некои луѓе ги води одмазда, да вратат, да докажат кој е во право, бараат своја правда, ја во заедницава, вака да ни докаже, кога беше вака, па упорно. Знаете, овци и кози имаме. Оклоп на праведност, дел од оружјето Божјо е да не судиш ти. И се они го сваќаат, тоа буквално Исус нас ќе не суди. Ни овчарот и мора да ја води овца тако заталка. Ако не икеш да одиш, те пушта да одиш сама. Оди. За загубената овца додека не ја најде, но ако си ти коза, одбиваш да одиш, да послушност ти стануваш коза и тој ќе ги оддели на крајот овците од козите. Знаете, он е судијата, некого го води амбиција, желби, успех, да биде над другите, да се искачи највисоко, Вавилонец. Сето тоа се стихиите, демоните на овој паднат свет. Трча за распадлив венец, имаме олимпијада, светски првенства. Се радува. А ние трчаме. Апостол Павле ја завршив трката за нераспадлив венец, за Царството Божјо. Ја завршив трката, вели апостол Павле, дај Боже, татко, Исусе, и јас да ја завршам трката. Светот го владее сатаната и има малку време. Тоа е еден човечки живот, време на милост на земјата, да се вратиш, да донесеш одлука, да бидеш син Божи од син сатански, падната природа, воден од таткото небесен, да сакаш да се вратиш, да жеднееш,
да примиш Дух Свети, те сакам Господи Исусе Христе, воден од Таткото Небесен, не љубете го светот и се што е во него. Пазете, ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. 1 Јовано 2:15. Пазете го тој момент. Дали си воден од љубов кон светот? Сакам да живеам мој живот, моје време, моја волја. Јас ке правам како што сакам. Јас решавам. Се е дозволено, но не е се полезно. Треба спротивно да му ја дадеш душата, да ја вратиш за да ја сочуваш. Дадени се мерките со кои светот те мери во смртта, телесни похоти, желбата на телото, желбата на очите, што гледаш, тоа го сакаш. Духовниот свет секако не го гледаш, блажени се оние што не видоа, а поверуваа. И гордоста на животот, горци, убав, умен, снаодлив, посебен, доктор на науки, знаеш некоја вештина, да масираш, например, да готвиш. Набројте други демони на мисли, чувства и состојби. Слава ти, Господи Исусе Христе, тоа се тие состојби. И он вели, светот е минлив и похотите негови. Ова е минливо се. А оној што ја извршува, воден од Духот Свети, волјата Божја, останува до века. 1 Јован 2:17. Не љубете го светот, повторуваме, и се што е во него. И луѓето го сакаат овој свет, не сакаат да заминат, се врзуваат за предели, за луѓе, за спомени. Видете, не сакајте го светот, не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов за Отецот. 1 Јован 2:15. Тешко е со човечки ум да го разбереш тоа. Што значи да го љубиш светот? Што значи? Па не те интересира, не си слушнал за Исус, не те допира. Живееш само за себе, се водиш само од себе. Имаш себељубие, гордост. Немаш доволно љубов за никого. Гледаш тебе да ти е добро. Значи светот те мери, похотта на телото да се задоволиш со некои телесни работи, желбата на очите да видиш многу работи, гордоста на животот, горци заради нешто. Дали си воден од љубовта кон светот? Сакам да живеам мој живот, моје време, моја волја. Имам јас право да правам што сакам, нели? Кој ме води? Што ме води? Тоа е битен момент. Важна раскрсница меѓу сатанскиот и вечниот, меѓу минливиот и татковиот свет. Значи светот или се изветвува, се троши, камен на камен не ќе остане, или се осветува. Или се осветува, му дозволуваш да те исчисти однатре, му предаваш се будиш во духовниот човек, во љубовниот, во твојата вистинска духовна природа, сакаш да се вратиш во Царството Божјо. Царството Божјо, Царството Негово нема крај, во вечната љубов. Да влезеш во Неговиот спокој, во Неговиот мир, мораш да му се предадеш, да му го предадеш твоето срце. Ако се плашиме стравопочит од нашите татковци, кога не казнуваат, тогаш колку повеќе треба да му се покориме на Отецот на духовите, па да бидеме живи. Евреите 12:9, значи тој е татко на духовите. Ние сме духовна природа, паднати сме овде во материјален свет, некои се материализирани во кал, од калта повторно не враќа во вдахнат дух, да дојдеме да му предадеме водство, да го избереме Исус за свој Господ и Спасител. Често го кажем ова во Пиринска Македонија од клубот Благоевград, луѓето на кои им се забранува да формираат македонски клуб од страна на така наречени православни бугари, на православните македонци им забрануваат. Тука се гледа дека нешто нема љубов таму и не се негови ученици. Ми кажа што значи Светиот Дух е шоферот, ние сме возилото. Добро кажам, да му предадеме водство, управување, да останеме, да бидеме живи.
Вечно живи во љубовта Исусова. Само љубовта е вечна, таа е единствената вечност, се друго е минливо, подложно е на умирање. Нели? Тој вели, помири се со брата си, со таткото може да се, а потоа дојди и принеси го дарот твој. Матеј 5:24. Значи, особен момент е помирување, простување. И тоа е таа соблазна која, например, не им дозволува на луѓето телесни да разберат што да простиме, па како да простам он мене. Да, знам, но простете. И ќе ви биде простено. Кој нема милост и за него ќе нема милост во судот. Гледајте да не ја покажувате својата праведност. Матеј 6:1. Дека ти си спасен, праведен си еднаш за секогаш. И седиш таму сега, си живееш, си одиш на одмор на плажа и си уживаш. А светот пропаѓа. Кој ќе биде ловец на луѓе тогаш, нели? Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешните на покаяние. Матеј 9:13. Значи ти ако си праведен, не те повикува тебе. Ти си значи веќе во Царството Божие, а сепак си овде и ќе бидеш подлежен на оган, на премин на огнот. Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешните. Зборовите немаат, здравите немаат потреба од лекар, туку болните 9:12. Болен си без Исус, болен си кога немаш љубов, болен си кога немаш Дух Свети, болен си кога си во сатанскиот свет, само се уште не си свесен за тоа. Крајот на болест, ако ќе почне да се материализира некаква болест, тој како скапано овошје. Веќе скапала целата, што да се прави, така ќе падне и ќе се распадне во земја. Ти си како скапано овошје. Претходно има едно црвче те труе, можеш да дојдеш да го отстраниш тоа, да дојде Духот Свети и да те направи вечно жив, да даваш род на љубовта. Зашто дојдов да разделам човек од татка си. Тоа што те завлекува, керка од мајка си, сна од свекрвата неизина. Пазете го тој момент. Сна од свекрвата неизина 10:35. Тоа е тој момент дека тоа е тоа што те внесува, некој ти брани од семејството, заради некој не сведочиш, некој те влече назад, заради некој те влесува во грев да ги напаѓаш луѓето од заедницата, да ги осудуваш, да ги озборуваш. Или да побегнеш назад во светот. Немаш каде да одиш, Исус е портата, друга порта нема за излез од овој свет. Не дојдов да донесам мир, туку меч 10:34 Матеј. Меч на духот, зошто тоа е ова живо слово кое слегува од Светото Писмо. Значи поуки слегуваат во духот, не зборувам јас, тој зборува. Јас сум само сад за негова слава и употреба. Значи меч кој ги разделува телесниот, поранешниот човек од новиот. Затоа е потребен тој меч на духот, со кој се раскинуваат сите пранги на сатаната кој ги фрлил врз било кој. Ако го прифатиш тоа меч, то понатаму вели, оставете ги тие се слепи водачи на слепи. Зборува за црквите, а кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Матеј 15:14. Видете, тоа е тоа. Сите се посебни, сите знаат се. Сите се најдобри, вавилонци најстари, а немаат љубов едни кон други од иста религиска заедница, а камоли за некој што не е како нив. Другото прашање е што Исус го казува, јас ништо не можам да правам сам од себе. Јован 5:30, пазете, ако Исус ништо не прави само од себе, ништо. Замислете тогаш, зарем ти би правил нешто само од себе? Јас ништо не правам само од себе, вие ништо не можете да направите без мене. Можеш да правиш во светот, да бидеш земјоделец, зборува за овчари и овци, за следбеништво на Исус, да му препуштиш се, да оставиш се. Јован 5:30, тој рече, дојдов да прогледаат оние што не гледаат, признаваш дека не гледаш, дека не можеш сам. Понизно доаѓаш како дете пред таткото, прифаќаш да бидеш ученик да те учи, а тие што гледаат да станат слепи, тие велат гледаме, ние знаеме.
Дошол тука, бил во пораз, си го научил малку нешто, му даваш малку сила и одеднаш прогледува, почнува да ти кажува што да правиш. Се разбира, почетна стаза на протестантско возгордејување, дека си спасен, крстен, јадеш Господова вечера, зборуваш јазици, знаеш стихови. Значи, наследници на туги предавања и туги учења, без водство на реалниот дух, те води духот на овој свет. Единственото знаење е ова. Значи, љубовта е таа која го надминува секое знаење. Тоа е тоа што треба да го научиме. Како да останеш во љубовта. Некој те соблазнува, не враќаш со лошо, го вртиш другиот образ, молиш сила од Исус, го благословуваш, му носиш вечера, се молиш за него и ти ја дава силата со која можеш да го победиш. Љубовта е сила Исусова. Љубовта покрива многу гревови. Љубовта негова никогаш не престанува. Милоста негова е вечна. Он вечно не се лути. Ние зборуваме за таков однос, за таква промена, за реален момент. Те сакам, Господи Исусе Христе. И денеска и довека, дојди во моево срце, остани, научи ме. Ти благодарам што ме водиш. Имав еден говор во Пиринска Македонија. Го спомнувам председателот Радев, не од злоба. Тоа е порака за македонците, грците, албанците и сите на македонскиот полуостров. Да не се негирате едни со други, зашто им пренесувате проклетство на вашите деца. Тој говор го виделе досега 460.000 луѓе. Знаете, духот кој ќе придвижи го превземаа некој таму на сајтови, им ги оставив. Мене ме избришале, моето име се разбере, јас сум само сад. Малкумина знаат кој е тој човек, прашуваат кој е тој. Па Исусов сотрудник Тихомир Стојановски. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дојди во Македонија и помогни ни. Дојди на македонскиот полуостров и помогни ни. Љубовта Твоја да не преплави сите, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцата ваши Исус, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос од земјата до небесата. Исусе и само Исусе. Амин. Остани во мене, Исусе, нека преплави љубовта Твоја. Остани во мене, Исусе, нека се наполни моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја, лекува се. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Душо моја, кај татото во вечноста.